Почитувани, додека владата на Социјалдемократскиот сојуз и нежините челници прогласуваат успешно справување и така наречена победа во борбата против пандемијата со COVID-19, во здравствената установа Геријатрија Скопје имаме детектирано нов кластер и тоа токму помеѓу најранливата категорија на граѓани. Официјалните одговорни лица велат дека коронавирусот не познава граници кога е во прашање возраста. И да, во право се, а тоа веќе се покажа и на дело. Во здравствената установа Геријатрија Скопје за неколку дена има околу 17 новозаболени. Од специјализираната болница 13 ноември во Скопје, позната уште и како Геријатрија Скопје, во официјалното соопштение велат, цитираме: веднаш е постапено согласно протоколите за изолирање на болните од останатите пациенти и спроведување на епидемиолошка анкета на вработените за спречување на ширењето на инфекцијата, како и мерки за дезинфекција. Прашуваме зошто и како, ако веднаш е постапено според протоколите, имаме случаи на интрахоспитално ширење на заразата и зошто бројката за неколку дена достигнува 17 лица заразени со коронавирусот. Ова не смее и во никој случај не може да се третира како обична вест. Исто така, под никакви услови не смее да се оправда со тезата дека коронавирусот не познава граници кога станува збор за возраст. Прашуваме дали воопшто е иницирана постапка за откривање на причините за овој нов кластер и дали некој ќе понесе одговорност за овој случај. Колку за споредба, во соседна Србија, во првиот момент кога се диагностицираа поголем број на заразени со коронавирусот во геријатрискиот дом во Ниш, веднаш реагираше владиниот кризен штаб. Министерството за внатрешни работи го повика на одговорност директорот на институцијата поради основан сомнеж за тешко казнено дело против здравјето на луѓето, а во врска со неспречување на пренесување на високо заразна болест. Така реагираат институциите на системот кои што се функционални. Почитувани, не денес, не утре, туку уште вчера требаше да се поведе постапка за утврдување на причините на овој нов кластер и веќе да имаме резултати од истата. Но како што можете да посведочите, за жал, такво нешто не се случува. Прашуваме дали надлежните и одговорните неколку дена се обидуваат да го релативизираат случајот. Проценете сами. Со ваквиот начин на делување само се потврдува фактот дека победата прогласена врз коронавирусот е далеку од вистината. Благодарам.